Како и секоја година, така и ова година, значи го одбележуваме патрониот празник на нашето училиште, или поточно 36 години самостојно училиште кое ја врши својата воспитно-образовна работа. Што да кажам? Значи, училиште со кое како директор на вистина се гордеам и со вработените и со учениците. Зошто? Значи, нашите ученици од ова училиште достојно не представуваат во сите средни училишта и над во Куманово и надвор од Куманово. Секако, значи, тие ученици продолжуваат и на високо образование, така да можам да се пофалам дека за овие 3,5 децени или 36 години од ова училиште, значи, излегоа голем број на ученици завршија, стана доктори, професори, правници, економисти, што на вистина не исполнува мене како директор и како граѓанин на ова населба. Видете, секоја година и ова година, значи, на свечената седница со една мала скромна пажња за колегите кои што оставија долг временски период во работа во воспитно-образовниот процес во училиште, значи 20, 30 и 40 години, со една, значи, скромен подарок за да ги мотивираме и останатите за да бидат поажурни и повеќе да работат со учениците. Училиште како училиште, значи, има потреба и тоа и те како многу, првин од недостиг на работен кадар. Значи, училиште нема човек кој се грижи за пуштање парно грење, ложач на парни котли, нема хаос мајстор, значи, тоа се тие два горки проблеми со кои училиште се соочува, а јас како директор, значи, 15 години не знам до каде сум, до кого и колку пати сум се обратил до Министерство за образование и наука, меѓутоа до ден денеска се уште тој горлив проблем не е решен. Како и останатите училишта и нашето училиште, значи, има изготвено проектна документација за енергетска фасада, има изготвена проектна документација за реконструкција и реновирање на санитарните јазли, има изготвена проектна документација за реновирање на подови во самото училиште, потоа за фотоволтаици и така натаму. Меѓутоа, сите тие проекти се аплицирани, значи, до сектор за образование и капитални инвестиции, кои што продолжуваат со аплицирање до Министерство за образование и наука. Се надеваме дека и нашето училиште ќе биде во текот на оваа година да биде променето во ново руво, со фасада, со реконструкција на ова година, значи, од страна на општината беше изградено игралиште пред до спортската сала, која што на вистина беше преку потребно и за учениците, и за младинците кои што спортуваат од ова населба и така натаму. Продолжуваме со исто темпо и во наредниот период и предвидуваме изработка на стратегија за урбано зеленило и делување според акциски план. Урбан сквер со зелена површина или мини парк во секоја локална заедница. Воспоставување катастар за зеленило. Заштита на сите неизградени, а планирани зелени површини во опфат на генералниот урбанистички план и нивна реализација како уредено зеленило во паркови со урбана опрема. 5 нови паркови. Изградба на нов парк на влезот во село Проевце. Изградба на урбан сквер Гоце Делчев со парк, фонтана и урбана опрема во населба Гоце Делчев. Нов парк на место на времените објекти на локалитет Табакана. Парк со урбан сквер и шеталиште до спортска сала спроти градскиот кеј по должина на булеварот Октомвриска револуција. Парк на улица Карадачки одреди во населба Тодемен дол. Збогатување на содржини на спомен костурница со ново игралиште, нова урбана опрема, простор за пикник и рекреација. Изградба на урбани зелени скверови на локација Ловец до поранешен хотел Кристал, на улица Гоце Делчев, на завршеток на улица Илинденска со улица Доне Божинов, на место на времените објекти помеѓу улиците Трст и Доне Божинов.
Нови дрвореди на улица Ленинова, улица Браќа Рибар, булеварот Октомвриска револуција, булеварот Трета македонска ударна бригада и на други локации каде што има услови за тоа. Уредување на сите водни текови согласно студија за водни текови на територија на општина Куманово. Со години наназад говориме за дефицит во културата и нејзиното стихино изумирање во овој град. Насушна потреба за сите нас, пред се за младите, како клучен двигател за развој на општината, е повторно враќање на културата на нејзиниот пиедестал. Воочени се потребите од нови културни настани, фестивали, изложби и активности за младите, кои ќе придонесат за разноликост и ќе биде наша гордост во градот. Нашата програма нуди решение за надминување на здодевност и отсуство на културата во нашиот град. Покрај финансиска подршка за културно-уметничка манифестација, концерти и изложби, особено го издвојуваме и најавуваме кумановски зимски летни бели ноќи, летно кино и летна театарска сцена. 2 пати годишно Куманово ќе се претвора во отворена сцена, летни бели ноќи со концерти, улични фестивали, гастрономија и уметност под звездите. Зимски бели ноќи со празнични базари, зимски концерти, топли кујни и фестивали на светло и 3D мапинг. Со организирање на летни зимски бели ноќи ќе изградиме нова традиција која ја става нашата општина на културната и туристичката мапа на нашата држава и регионот. Паралелно со проектот Бели ноќи ви го представуваме и проектот за целосна реконструкција на споменик Костурница со изградба на летна музичка сцена, спортски терени, трим патеки за пешачење и трчање, поставување на рекреативна и урбана опрема, како и ново озеленување и осветлување, создавајќи модерен културно-рекреативен простор. Овој проект ги поттикнува културата, спортот, туризмот и активниот живот во нашиот град, враќајќи ја вредноста на јавниот простор. Нашата цел е да ги вклучиме младите во секој сегмент на општинското раководење, односно да ги ставиме младите во на управни позиции, минимум 30% од управните позиции во сите јавни претпријатија и во општината да бидат млади луѓе, односно луѓе под 35 години. 35 години ние гласаме и 35 години сите избори скоро досега се прогласени за легитимни, но ние не видовме една легитимна власт. Од сите власти бевме изневерени. Нашите очекувања, нашите финансиски очекувања, ние како град Куманово бевме како да кажам прогласени во регионот како духовити луѓе. После 35 години погрешна управа ние сме само смешни луѓе. Мислам дека младите ќе го вратат духот, младите ќе го вратат менталитетот на нашиот град. Како што на 11 октомври тргнале младите да го ослободуваат овој град и оваа држава од фашистите, така и денеска е потребно така младите под 22 години, односно 22 години и помлади, колку што биле кога тргнале од нашите корпуси за ослободување, така и ние сега сакаме младите да ги ставиме во институциите и младите да си го уредат овој град како што тие сакаат. Мислам дека тоа можеме да им го дозволиме, тоа треба да им го дозволиме и тоа мораме да им го дозволиме, затоа што 35 години не водат луѓе кои не направија ништо за младите, 35 години луѓе кои ветуваат се за младите, но никако ги нема младите во нивните структури и да ги има многу брзо бегаат и се разочарани и имаат потреба од бугарски пасош. Пораката кон граѓаните е дека тие за прв пат после 3 децени апатија во Македонија имаат реална опција која што може да изберат, која што е народна опција и во институциите и на локална самоуправа ние сакаме Куманово да го ревитализираме, затоа што мислам не за џабе го одбравме ова место, ова е слика и прилика за тоа што се случува со Куманово последните 34 години, така што на нас младите останува тоа да не е веќе случајот во Куманово
Пред се, чест ни е да бидеме во Куманово на овој голем ден, кога славиме годишнината и јубилеот од почнувањето на антифашистичкото ослободување на Македонија. Нас не водат идеалите на нашите предходници, кои успеале голораки речиси да се ослободат од фашистичките окупатори во една немилосрдна борба која траела со години, но сепак на крај нашиот народ се впишал во редот слободарски народи кои се ослободиле сами во текот на Втората светска година и денеска ние го носиме тој спомен. Сакам да напоменам за вашите гледачи дека тогаш Македонија ослободија работниците и земјоделците, а не великопоседниците, така и ќе биде сега. Крупниот капитал не може да не ослободи, туку напротив не поробува, затоа работниците и земјоделците повторно ќе ослободат Македонија. И оваа генерација е спремна да ја преземе таа задача историска, затоа што ние веќе немаме што да изгубиме. 35 години робуваме на едни исти интереси кои ни ја кројат судбината, ни ги одзимаат годините, ни ги уништуваат можностите, така да денеска овој празник ни служи само како уште еден дополнителен поттик за борбата која веќе ни е оправдана во нашите глави, затоа што знаеме дека целта е конечно ослободување на Македонија и достоинствен живот за сите нејзини граѓани. Можеме да порачаме дека влегуваме во втор круг и тоа сме доста сигурни дека влегуваме во втор круг. Енергијата е очигледна, Левица се факторизира како втора најсилна партија во Македонија и тоа е неизбежно. Ние сме спремни да ја преземеме таа задача како што ја преземавме во парламентот. Година и пол дена ја имаме таа улога на најсилна опозицијска партија, сега само цела Македонија тоа треба да го види. Така да после изборите спремни сме да се бориме уште пожустро против владините политики кои се погубни. Вие сами знаете дека 7 милиарди евра се задолживме само во последната година и еве ги резултатите околу нас. Тоа е едно големо ништо. Така да против деструктивната власт ќе се бориме само уште посилно, а атмосферата е крајно позитивна и сметаме дека ќе имаме позитивни резултати.